Добро вечер. Денеска се празнува Света Параскева или Света Петка, која се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. За традиционалното празнување и за останатите настани да ги проследиме најавите за дневникот во 20 часот. Граѓаните на Куманово масовно ја посетија црквата Света Петка во населбата Бедиње во чест на празникот Света Петка летна. Празникот со години наназад традиционално се чествува во Бедиње. Денеска им се одаде почит на бранителите што ги дадоа своите животи за Македонија. Заложничката криза во хотелот Библос во градот Севаре во централниот дел на Мали заврши. Македонската кошаркарска репрезентација го совлада Израел со 75-58. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Според православниот календар со нејзиното име се поврзани и чудотворни икони и многу лековити води наречени петочни води. Денеска се празнува Света Петка летна. Во православниот календар постојат три личности со исто име, Света Параскева, односно Света Петка, поради што кај народот најчесто се мешаат и се мисли дека се работи за иста личност. Овие личности името го добиле поради тоа што се родени во петок, а петокот бил ден за подготовка поради тоа што кај евреите во предхристијанскиот период саботата била празник. Од тука Параскева значи подготовка. Света Параскева или Света Петка, која се празнува денеска, родом беше од Рим. Родителите ѝ беа христијани, така што од мали нози ја воспитаа во Христовиот дух. Кога ја умреа родителите, го раздаде целиот свој имот на бедните и се замонаши. Со голема ревност го проповедаше Словото Божјо, не криејќи се од никого. Така и стигна до римскиот суд. Неколку пати беше предавана на маки, но Господ ја исцелуваше на чудесен начин. Најпосле некој кнез тараси и ја отсече главата. Моштите ѝ беа зачувани, а подоцна пренесени во Цариград. Пострада за Христа во вториот век. Култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. Со нејзиното име се поврзани и чудотворни икони и многу лековити води наречени петочни води. Од тука и празнувањето на петокот како посебно тежок ден во неделата. Според некои записи од минатото, во некои наши краишта, како Мариово, петокот се празнувал повеќе од неделата. Граѓаните на Куманово масовно ја посетија црквата Света Петка во населбата Бедиње во чест на празникот Света Петка летна. Празникот со години наназад традиционално се чествува во Бедиње, а од година во година постојано се зголемува бројот на верниците и посетителите во црквата. Верниците од Куманово масовно ја посетија црквата Света Петка во населбата Бедиње во чест на празникот Света Петка летна. Верниците ја празнуваат Света Петка во црквата во Бедиње, која е осветена уште од 1926 година и оттогаш се слави поменот на Светата маченичка Параскева. Секоја година се служи божествена литургија, а народот се причествува, изјави свештеникот Антони Стојковски од црквата Света Петка. Култот на Светата великомаченичка Параскева, кој денеска го празнуваме на 8 август, трае уште од 1926 година, откако е црквата изградена и осветена. Инаку, веќе ова е култно место на овој ден за сите наши сограѓани од Куманово па и пошироко. И самите гледате колку е голема посетеност на овој ден, колку е голем култот на преподобната маченичка Параскева. Инаку, незината светост, незиниот свет живот, односно таа маченичка го дала својот живот за Христа и непрестанува да биде заштитничка. Знаете дека и во регионот околу нас незиниот култ е навистина голем. И еве и ние се удостоивме со незината црква тука.
Култот кон Света Петка Римјанка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. Зголемената посетеност на граѓаните од сите генерации во црквата во Бедиње покажува колку ја почитуваат и слават Света Петка со сите нишани. За православието е многу добар празник. Света Петка секаде се молава и сите доаѓаат у црквата. Сега почна и децата да доаѓаат и они се интересираат. Не знам да се крстат, ама плетка рачиња рего и се учат да се. Иначе Што мислите вие колку се почитуваат еве ваквите големи празници? па сега посебно време после комунизмот сега повише се почитуваат овие празници. Голем празник за убаво, за здравје, за среќа. Доаѓаат, мислам, сите, и помали, и средна генерација, постари. Почитуваат, да. Света Петка за сите нас, наместо граѓани тука од населба Бедиње, од големо значење од постари времења. Света Петка е една од најголемите празници на православието во Македонија и пошироко во југ просторите на наша понадешна Југославија. За овој празник е посетеност прилично добро. Има повише помлад свет што ме радува мене како постар. Има и дечиња пуно доаѓаат и така. Света Петка е моја заштитничка, така ми рекоа и Како ја почитувате? доаѓам и на други празници, ама кога е Света Петка никогаш не пропуштам, секоја година доаѓам. Кој е наверување за овој празник? За мене секој петок е Света Петка и празник. Постам. Зошто? Затоа што мислам дека ме чува, дека ми дава здравје, дека ми ги чува и моите деца. Само е битно да сме живи и здрави, а се друго се печали во животот. Тоа ни останува само вербата. Вербата тоа си е традиција. Запалуваме свеќа, се помолуваме на Господ, тоа е. Не го цениме празникот, го славиме денот. Постари, помлади не го почитуваат празникот. Преподобната маченичка Света Петка потекнувала од Рим и сиот свој живот го посветила на Бога. За верата е била отсечена главата, моштите биле зачувани и пренесени во Цариград. Зголемен интензитет на сообраќај е регистриран деновиве во кумановската населба Бедиње. На овие улици кои не се баш широки, во секое време има густ сообраќај, но најголем интензитет се бележи во летните месеци кога печалбарите од западноевропските држави се враќаат во Кумановско-Липковскиот регион. Жителите на Бедиње бараат возачите да ја почитуваат ограничената брзина, но истовремено бараат поставување тротоари како и поставување така наречени лежечки полицајци. Жителите на Кумановската населба Бедиње во овој период од годината бележат зголемен интензитет на сообраќај. Двете главни улици во населбата Бедиње, 11 ноември Индустријска и унака се главните артерии кои го поврзуваат градот со соседната општина Липково. Сега во овој период од годината интензитетот на сообраќајот речиси двојно е зголемен поради присуството на печалбарите, кои во летниот период се враќаат од западноевропските држави во Кумановско-Липковскиот регион. Жителите од Бедиње велат дека интензитетот не стивнува ниту во ноќните часови. Свадбените поворки се постојани, објаснуваат жителите. Каква е состојбата со улиците 11 ноември Индустријска моментално? Катастрофа, што да кажеме. Лудница. Како се вози овде? Лудо, 100-150 на сат, 3 пат улази у двор подоле Каршикасрно. У капи, у двор, се. Свадби по 20-30. Па не е многу лошо. Не е лошо, стабилно, добре. Се почитуваат ли правила овде во Бедиње? Па се колку ја возам, се почитуваат. Нема сега повеќе труканица поради пристигнувањето на печалбарите од соседна? Не, се чекам. Чека се, колегијално, возачки. Во улицата 11 ноември нема тротоари прво. А ова е најглавна улица до сега. И моментално фреквентна е. Ти во 21 век да немаш тротоари, да немаш пешачки обележено, ништо не е направено за оваа улица. Се возили брзо, тука дозволено е 30 само. Има, се вози брзо. Овие млади сега тука има подоле кај мостот имаш и сообраќајки, полно, а се вози брзо. Што им фали? Многу нешто.
Асфалтот на улицата е добар, има мали пукнатини кои сепак настанале од густиот сообраќај, бидејќи на улицата не поминуваат само патнички моторни возила, туку и тешки товарни возила. Улицата Индустриска, објаснува и самото име, е улица каде што се лоцирани голем број на компании кои се производствени, а има и доста голем број на трговски компании кои ја користат оваа улица и соседната 11 ноември за разнесување на роба. Жителите сметаат дека е потребно да се постават тротоари, бидејќи возачите не ги почитуваат сообраќајните правила. Токму ова ги револтира жителите на Бедиње. Велат дека секојдневно сведочат на сообраќајни несреќи. Ја да ти кажем, увек кога долазиме на одмор на оваа страната, за ништо не е. Све рупи има. Освен, да кажеме, дупки на патот, потребно ли е поставување на тротоари за пешаците? За пешаците и за точкови треба да се постават. Од каде сте вие? Од Лопоти. А од каде доаѓате? Од Белгија. И какво е тамо решение? Решението тамо е другшие, него овде. Во смисла? Во смислата за улиците, ако е питање, овде е нула. Ограничувањето на брзината на улицата 11 ноември е 30, иако граѓаните неколку пати барале да бидат поставени лежечки бетонски полицајци, сепак досега не наишле на позитивен одговор. Сметаат дека на овој начин возачите ќе немаат друга можност да возат над дозволената брзина, а со тоа ќе се намали и бројката на сообраќајните несреќи во оваа кумановска населба. Два пожари се случиле во изминатото деноноќе на подрачјето на Куманово, соопшти од регионалниот центар за управување со кризи Куманово. Два пожари се случиле изминатото деноноќие во Куманово. Според информациите на регионалниот центар за управување со кризи Куманово, пожарите се случиле во урбана и рурална средина. Материјалната штета е незначителна, но ангажманот на пожарникарите е речиси секојдневен изминатиот период. Според информациите на регионалниот центар за управување со кризи, кумановските пожарникари успеале да изгазат пожар на опожарена сува трева во село Добршане. Тројца пожарникари со едно противпожарно возило го гасале пожарот вчера од 9:35 до 10:55 часот. Во попладневните часови од 13:50 до 14:40 кумановските пожарникари интервенирале на пожар на улица Никшичка. Тројца пожарникари со едно противпожарно возило гасале запалена сува трева. Од пожарите причината е материјална штета. Исплатени 227 милиони денари субвенции на земјоделци за произведено и пројдадено овчо, кравјо и козјо млеко на 8562 земјоделци, исплатени им се 206 милиони денари субвенции. Министерството за финансии исплати 227 милиони денари субвенции на 8711 земјоделци за произведено млеко и други мерки за поддршка на земјоделството. За произведено и предадено овчо, кравјо и козјо млеко на 8562 земјоделци исплатени им се 206 милиони денари. За поддршка на сточарството исплатени се 3 милиони денари по основ одбележени грла овци и за угинати овци и кози од болеста син јазик. За домашен лозов калем исплатени се 14 милиони денари финансиска поддршка. Мерката изнесува 25 денари по лозов калем. Исто така исплатени се 1,4 милиони денари за поддршка на градинарско производство на отворено и под пластеници. За здружување за земјоделското производство исплатени се 2,2 милиони денари. Денеска им се одаде почит на бранителите што ги дадоа своите животи за Македонија. Во местноста Карпалак се одбележа 14 годишнината од загинувањето на 10 припадници на АРМ од Прилеп, кога во 2001 година тука беше нападнат армискиот конвој. Во местноста Карпалак на автопатот Тетово Скопје денеска се одбележа 14 годишнина од загинувањето на 10 припадници на армијата на Република Македонија од Прилеп, кога во 2001 година тука беше нападнат армискиот конвој. Венци цвеќе на Карпалак положија делегација на владата предводена од министерот за одбрана Зоран Јолевски, од Министерството за одбрана и Генералниот штаб начело со началникот на Генерал-штабот на АРМ, генерал полковник Горан Чокотески, од кабинетот на претставителот на државата, семејства на загинатите, општина Прилеп, повеќе здруженија на бранители, партиски делегации на ВМРО, ДПМН и СДСМ, како и други граѓани и здруженија. Министерот Јолевски истакна дека денеска им се одава почит на бранителите што ги дале своите животи за Македонија. Владата, Министерството за одбрана и АРМ остануваат посветени на заштита на територијалниот интегритет и суверенитет,
Ние како институција постојано сме во контакт со семејствата на овие бранители за да видиме кои се можностите за да им помагаме, изјави Јолевски. Марин Најдов од одборот на бранители кои беа организатори на денешното чествување, истакна дека на спомен плочата на Карполак со крв се врежани имињата на оние кои храбро и непоколебливо застанаа очи во очи со оние кои се обидоа да нанесат зло на Република Македонија. Ацо Јовановски Реган, возач на изгорениот автобус од конвојот, истакна дека 14 години прилепчени со огромно достоинство и почит се сеќаваат на десетината своји загинати сограѓани, како и на сите оние жртви од конфликтот во 2001 година што ги даде Македонија. По повод годишнината од загинувањето на припадниците на АРМ од Прилеп, помен парастос на Карполак отслужи протојереј Ставрофор Дарко Наумовски од Тетовско архиерејското наместништво на Македонската православна црква. Возобновувањето на Свети Климентовиот универзитет на Плаушник, чија изградба е во завршна фаза, ќе биде магнет за туристите. Оцени премиерот Никола Груевски при денешната обиколка на комплексот во рамките на неговата работна посета на Охридскиот регион. Свети Климентовиот универзитет ќе биде најголем туристички комплекс. Како што нагласи премиерот Груевски, комплексот Плаушник ќе биде место каде посетителите најдолго ќе се задржуваат од причина што има многу содржини. Ќе има многу работи што може да се видат и навистина ќе стане најатрактивно или во првите 3-4 најатрактивни локации за туристите во Охрид, што ќе биде дополнителна понуда за привлекување на туристи во Охрид, но и во Македонија, рече Груевски. Според него проектот се одвива според планираната динамика. За сега работите се движат во добра насока. Наскоро треба да почне и градбата на фасадата, што значи дека околу Нова година или првата половина на следната година очекувам да биде затворена фасадата на речиси сите објекти и во тој правец работите одат според планот, рече Груевски. Директорката на Завод и музеј Тања Паскали Бунташевска посочи дека објектите се изградени до фаза на карабина. Проектот предвидува 6 објекти, од кои во завршна фаза е резиденцијалниот објект и манастирскиот конак. И двата објекти се наоѓаат источно од Свети Климентовата црква. Во завршна фаза е и музејот на Плаушник, Центарот за хуманистички науки и Свети Климентовата библиотека, каде во моментот се изведуваат покривите, а од понеделник почнува со оформување на фасадниот изглед на објектите, рече директорката Паскали Бунташевска. По завршување на археолошките истражувања на делот каде што се наоѓа Богословскиот факултет, отпочнато е со реализација на првата ламела од Богословскиот факултет, а завршени се археолошките истражувања и на втората ламела од овој факултет. Во најскоро време ќе почне со реализација и тој дел од Богословскиот факултет, а третата ламела ќе почне по завршување на археолошките истражувања. Проектот се очекува да биде завршен до 2018 година со партерно и ентериерно уредување на целиот комплекс. Таа појасни дека проектите се комплетно преработени согласно препораките на Комисијата на УНЕСКО и испратен е извештај со проектите до УНЕСКО. Заложничката криза во хотелот Библос во градот Севаре во централниот дел од Мали заврши. Руското министерство за надворешни работи неочекувано го одби барањето на германската влада за издавање влезна виза на новиот воен аташе на Германија во Москва. Припадник на мисијата на НАТО во Авганистан загина при напад на бунтовниците врз база на специјалните афганистански сили во главниот град на Авганистан. Вести од светот. Заложничката криза во хотелот Библос во градот Севаре во централниот дел од Мали заврши откако малиските безбедносни сили успеа да ги протираат исламистички екстремисти од објектот, кој го зазедоа при напад во кој загинаа 8 лица. Претходно безбедносните сили соопштија дека биле ослободени 5 мина заложници од хотелот, кои веднаш се префрлени во Бомако. Националноста на ослободените заложници за кои се претпоставува дека се странци не беше соопштена. Според западни медиуми, меѓу заложниците имало најмалку тројца јужноафриканци и еден русин, кој бил вработен во компанијата Ютар. Еден од заложниците украински државјан успеа да им побегне на екстремистите. Властите претпоставуваат дека целта на екстремистите била да ги киднапираат странските државјани, сместени во хотелот и потоа да барат откуп за нивно ослободување. Руското министерство за надворешни работи неочекувано го одби барањето на германската влада за издавање влезна виза на новиот воен аташе на Германија во Москва. Бригадниот генерал Герд Гавелек објави магазинот Шпигел.
Според весникот, Москва не дала образложение за причините за одбивањето на барањето за виза за Гавалек, кој идната недела требаше да ја преземе функцијата воен аташе. Шпигел наведува дека ваквата одлука на Москва најверојатно представува одговор на неодамнешното решение на Германија да не го прифати новиот воен представник во руската амбасада во Берлин. Својата одлука Берлин ја образложи со тврдењето дека при рутинска контрола агентите на германската разузнавачка федерална служба за заштита на уставот констатирале неприфатливи податоци во биографијата на новиот руски воен аташе. Припадник на мисијата на НАТО во Авганистан загина при напад на бунтовниците врз база на специјалните афганистански сили во главниот град на Авганистан, Кабул. Според афганистанските власти при нападот биле убиени и двајца од напаѓачите. Нападот врз базата Camp Integrity уследи по неколкуте самоубиствени бомбашки напади во други делови на Кабул, при што загинаа над 30 лица, а околу 250 беа ранети. Одговорна за овие напади презедоа талибанците. За сега не е соопштена националноста на убиениот припадник на силите НАТО. Поголемиот број припадници на мисијата на НАТО се местени во базата Camp Integrity се американци. Кошаркарскиот клуб Куманово 2009 го најави новото засилување на своите редови со Игор Биелиќ, доскорошен играч на Кошаркарски клуб Работнички. Биелиќ кој настапува на позиција крилен центар. Ланската сезона ја помина во екипата на Кошаркарски клуб Работнички и во просек бележеше 6,6 поени и 3,8 скока по надпревар. За Биелиќ ова ќе биде трет македонски тим, со тоа што претходно го носеше дресот на Фени Индустри. Со овој ангажман, Кошаркарски клуб Куманово само го потврди епитетот на најактивен тим на пазарот летово, откако претходно го ангажира американецот Ентони Ли Инграм, а ги обновија договорите со Уриш Луковиќ, Вукашин Мандиќ, Маријан Јаневски и со Александар Костовски. Синобелите изминатиот период ангажира и нов тренер, повратникот Љубисав Луковиќ. Од сабота 22 па до среда 26 август на градското фудбалско игралиште во Крива Паланка ќе врие како во кошница. На програмата е 12-то издание на летната фудбалска школа Open Fun Football. Веќе традиционалната спортско-рекреативна манифестација и овој пат на едно место ќе собере околу 220 дечиња на возраст од 7 до 12 години, а секако со нив ќе работат и 15 на инструктори од градот. Оние кои досега биле дел од забавната летна школа знаат дека истата е по иницијатива на данска организација за соработка меѓу различни култури и Фудбалската федерација на Норвешка, меѓутоа во нашата земја координатор е канцеларијата на Open Fun Football Македонија. Секако на терен, неопходна е практична поддршка од локалните власти, па не случајно општината се јавува како главен покровител на манифестацијата. По овој повод денови поразговаравме со човекот кој ги координира активностите на терен и на кој председател и на фудбалскиот клуб Премиер Бранко Величковски. Традиционално ова се одржува по 12-ти пат по покровителство на градоначалникот и општина Крива Паланка и Open Fun Football Скопје. Отворени се местата за запишување, сите заинтересирани за овие генерации можат и кај тренерите и кај мене додека има место да се запишат. Како почна оваа школа, малку заживеа овде фудбалот во младинските категории. Ние еве сега во моментот имаме 40 дечиња што ќе почнат да играат во регионалната лига и уште 40 помали што тренираат, со што почнува да има верба во фудбалот и талент. Организаторите на Open Fun Football настанот го опишуваат како еден вид хуманитарен проект во кој преку интересни игри и педагошки забавен фудбалски концепт се промовира нешто многу поголемо, а тоа е процесот на демократизација, мир, стабилност и социјална кохезија во регионот. Идејата е да се зближат луѓе од сите возрасти и поднебја со различни етнички и социјални позадини, на најмладите да им се даде поттик, самодоверба и чувство на сигурност во средината, а се тоа преку универзално популарната игра и најважна споредна работа на светот, фудбалот. Во исто време, најмладата популација ќе биде опфатена со повеќе вакви фудбалски кампуси низ цела Македонија. Посакувајќи им успешна дружба со топката на дечињата, на вас ќе ви препорачаме ако ништо друго да поминете за да ги видите лудориите, но и мајсториите на нашите најмили потенцијални фудбалери.
Македонската кошаркарска репрезентација го совлада Израел со 75-58 и со победа ја почна серијата контролни мечеви во пресретна настапот на Евробаскет. Избраниците на селекторот Маријан Србиновски, кој на новата функција стартуваше со победа, беа подобар противник во текот на сите 60 минути. Во третиот период од надпреварот имавме и двоцифрена предност, која противникот во завршницата успеа да ја намали и се доближи на негатива од 5 поени. Сепак во финишот нашите кошаркари успеа да го зголемат водството и во мирна завршница да ги достигнат максималните 14 поени предност, а со тројката на Александар Костовски на 20 на секунди пред крајот поведовме со 75-68, што беше конечен резултат на средбата и највисоко водство. Костовски со 14 поени беше прв стрелец во нашиот тим, Дамјан Стојановски и Владо Илиевски постигнаа 9, а по 8 поени впишаа Љубомир Младеновски, Предрак Самарџиски и Војдан Стојановски. Вечер исто така со почеток од 20 часот и 15 минути во салата на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во Охрид, нашата репрезентација се среќава со селекцијата на Украина. Македонската одбојкарска репрезентација вторпат на гостувањето кај селекцијата на Полска забележа победа од 3-1, со што и ги задржа шансите за пласма на завршниот турнир во Европската лига. Македонија со 3-1 во сетови го доби вториот надпревар со домакинот Полска и ги освои максималните 3 бода. За пласман на завршниот турнир Словенија треба да ги победи двата дуели против Грција. По вчерашната победа од 3-2 по која освоивме 2 бода, денеска ни беше потребна убедлива победа со најмногу еден загубен сет. Тоа и го остваривме. Македонските одбојкари со 3-1 триумфираа над Полска за освојување на сите 3 бода. Избраниците на Жарко Ристовски започнаа лошо, првиот сет го загубивме убедливо со само 15 освоени поени. Но во продолжението успеавме да го кренеме нивото на игра и со 25-23, 25-19 и 25-22 ги добивме наредните 3 сета и дојдовме до посекуваната победа. За да се пласираме на завршниот турнир, потребно е Словенија 2 пати да ја победи Грција и притоа нашиот јужен сосед да не освои 4 сета. Србија без Момир Илиќ на Европското првенство во Полска. Слуцки на клупата на Русија. Полицијата не верува дека Батон и жена му биле успиени од крадците. Меѓународен спорт. Србија, која е противник на Македонија на Европското првенство во Полска, нема да може да смета на најдобриот свој ракометар Момир Илиќ, кој одлучи да им го отстапи местото на помладите. По 11 години играње за репрезентацијата на Србија, Момир Илиќ решил да се откаже од националниот дрес, објавуваат српските медиуми. Илиќ комплетно ќе му се посвети на Веспрем, кој што создава тим за освојување на Лигата на шампионите. Српскиот ракометар со 114 гола беше најдобар стрелец во изминатата сезона во Лигата на шампиони. Ова се одлични вести за македонската репрезентација, која со Србија ќе води битка за третата позиција. Во нашата група се уште селекциите на Франција и Полска. Леонид Слуцки е новиот селектор на руската фудбалска репрезентација, потврди Федерацијата од земјата. Тренерот на ЦСКА Москва на клупата го менува италијанецот Фабио Капело, кој доби отказ поради лошите резултати во квалификациите за Европското првенство, што и ќе биде првата цел за новиот селектор. Задачата не е воопшто лесна, со оглед на тоа што Русија во борбата за настап на континенталниот собир е трета во групата Г со 4 бода зад Шведска како втора и 8 зад првопласираната Австрија. Француската полиција отврди верзијата на Дженсон Батон и жена му дека биле успиени од крадците кои ја ограбија неговата вила во Сан-Тропе. Според властите, двајца крадци ја извршиле кражбата на вредни предмети во износ од 300.000 фунти, а меѓу украдените работи е и свршеничкиот прстен на Джесика Мичибата, проценет на 250.000 фунти. Кражбата се случила додека двојката спијала, додека поранешниот шампион во Формула 1 е убеден дека крадците пуштиле газ за успивање низ вентилацијата. Времето во Македонија е сончево и топло со мала облачност. Температурата се движи од 28 до 36 степени. Следува временската прогноза за североистокот.
Тоа беше се за дневникот во 20 часот. Останете со програмата на К3 и имајте пријатна вечер.